Благодарам почитуван министер Тошковски за одговорот. Со сепак, јас не сум сигурен дека 9 месеци не се доволен период, а да ве потсетам дека ова кабаре кој што изгоре во Кочани е почнато да се реновира токму во време кога сте вие министер. Така да мислам дека системот продолжува да живее и понатаму и тоа го овозможувате токму и вие како и сите други претходно. За жал, мислам дека недоволно Министерството за внатрешни работи ги таргетира ваквите потенцијално јавни објекти и јавни собиралишта. Јас само ќе истакнам неколку и очекував дека после оваа трагедија веднаш ќе биде реагирано за нив. Еве, нека се проверете како функционира од аспект на безбедноста бизнисот со кајчињата во кањонот Матка. Или меѓуградскиот превоз, каква е состојбата со автобусите на меѓуградскиот превоз во Прилеп, например. Или во градскиот превоз во Куманово. И да не набројувам. Значи има еден мал милион вакви потенцијално опасни точки, кои што треба веднаш да се проверат, да се запред за нивната работа и да се извршат темелни проверки, за да не ни се деси уште една трагедија. И кога сме во тоа дека истрагата се води независно и дека за неја одговорен јавниот обвинител, мислам дека и вие, како представник на владата, а и секако предводникот на владата, господинот премиерот Христијан Мицковски, мислам дека имаат еден воспоставен натиго-дајмиго однос со обвинителот, токму поради фактот дека беше покрената постапка за негово разрешување, а сега е запрена, и од тука мислам дека додека сте вие на власт, не може да има независна истрага, и затоа предлагам, односно ви посочувам дека вие треба да си дадете оставка од вашата позиција. Благодарам.